почитувани гледачи. Знаменитиот аргентински велемајстор Мигел Најдорф се родил на 15.4.1910 година во Варшава, каде што е израснал. Во земјата со богата шаховска традиција, која на шаховскиот свет и гидари Винавер, Јановски, Рубинштајн, Тартаковер, а строго говорејки и Решевски, се појави нов силен мајстор, Мендель Најдорф, кој на Олимпијадата во Буенос Ајрес 1939 ќе покаже најдобар резултат на втората табла, 14 поени од 18 парти. Тие денови во Европа ќе започне Втората светска војна. Повеќеми на шахисти, меѓу кои и Најдорф, ќе останат во Аргентина. Многу години подоцна тој ќе изјави дека тоа е најдобриот потек што го направил во животот. И на вистина, набрзо до него ќе пристигне ужасната вест за тоа дека целото негово семејство, жената, детето, мајката, таткото и четворицата браќа ќе загинат во хитлеровите концлогори. Тука е неодминлива и асоциацијата на многу популарниот филм на Полански што беше пијанист. Инаку во првата половина на 40-тите години тој ќе игра на турнири во својата нова татковина, многу придонесувајќи за популаризацијата на шахот во земјата. Со својата комуникативност, добрина и киптечка енергија, не говорејќи и за неговата интересна и силна игра, Најдорф ќе ги освои срцата на аргентинците, кои ласкаво ќе го ословуваат со Мигел Ел Гранде, или големиот Мигуел. Во 1941 година Најдорф во Росарио ќе даде симултанка на слепо на 41 табла, со тоа постигнувајќи светски рекорд, а 6 години подоцна, на 24.1.1947 во Сао Пауло, бројот на учесниците ќе достигне 45 мина. Сеансата ќе трае 23 часа и 25 минути без прекид. Најдорф постигна 39 победи, 4 реми и само 2 порази. Фантастичен резултат. Тоа е само дел, почитувани гледачи, од богатата биографија на Мигуел Најдорф, кој ќе доживее длабока старост, ќе умре 1997 година и ќе биде етаблиран како еден од најсилните играчи на крајот на 40-тите години, кога, верувам, онеправдено не учествуваше во мечевите за светски шампион по испразнетиот трон по смртта на Алјехин 1948 година, кога можеше и требаше веројатно да го завземе испразнетото место по откажувањето на американскиот велемајстор Јубен Фајн. Но како и да е, со години Мигуел Најдорф ќе биде најсилниот играч на Јужната хемисфера во Западна Америка и ќе даде непроценлив придонес во светската шаховска ризница. Тој исто така ќе биде голем популаризатор на шахот, ќе биде и многу добар шаховски новинар, ќе ги следи сите надпреварувања се до својата смрт. Ниедно поголемо надпреварување не помина без неговото активно присуство. Секогаш насмеан, секогаш со полн со енергија и со љубов кон шахот и кон шахистите ќе изјави дека шахот представува душа на животот, на личноста. Денес ќе ја погледнеме неговата единствена победа против големиот Роберт Фишер, извојувана на турнирот во Санта Моника, познатиот турнир, многу силниот во 1966 година, кога 55 годишниот Најдорф ќе го победи 23 годишниот Боби Фишер во првиот круг на ова надпреварување кое што се играше по Бергеров систем во 2 круга. Боби Фишер ќе го завземе второто место на турнирот, ќе триумфира Борис Спаски, а Мигуел Најдорф ќе се израдува на прекрасната победа против Боби Фишер. Токму таа партија и ќе ја анализираме денес. Најдорф со бели фигури против Боби Фишер се отвори со D4, а Фишер се бранеше со кралско индиска одбрана. Коњ F6, C4, G6, коњ C3, ловец G7, E4, D6, ловец E2, мала рокада, ловец G5. Ловец E2 и ловец G5, тоа е варијантата на рускиот велемајстор Јури Авербах. Еден многу солиден систем на белиот, каде што не претендира многу во отворањето, но најчесто белиот постигнува мала предност на
на долги стази. По ловец G5, денес најпопуларен потек на ова место е конја 6 со идеја E5. Фишер игра C5, на овој начин го напаѓа белиот центар. Белиот минува D5 и сега E6. Денес се смета дека на ова место, кога веќе се одиграло C5, D5, е најдобро прво да се одигра H6, да се изјасни белиот со ловецот. И на евентуално ловец E3, E6 е сосема добар потек. А единствен потек за предност е ловец F4, каде што црниот по E6, D6, ловец E6, ловец D6 жртвува пешак. Но тоа е утврдено нешто подоцно. E6 е изборот на Фишер во оваа ситуација. Лав Полугаевски, големиот експерт за ова отворање и за оваа варијанта, одреден број години подоцна, ке го внесе во турнирската пракса меѓу големите шахисти на големите турнири потегот дама D2, со кој што белиот го држи ловецот на G5, оневозможувајќи H6 и по ED5, ED5 и коњ F3 мала рокада држи долготрајна предност. Мала, но непријатна и долготрајна предност. Ел Гранде Мигел или Мигуел никогаш не бил голем стручњак за шаховските отворања. Неговата сила секогаш била во средишниците и во завршниците. Така и тој на ова место игра природен развоен потек, конј F3, H6, за да се изјасни белиот каде ќе оди со ловецот. Ловец H4 е зема на D5, C зема на D5, G5, ловец G3. Интересно, Боби Фишер ќе ја брани истата позиција и во вториот круг и против Бент Ларсен ќе одигра најточно на ова место и до ден денешен така се смета дека треба црниот да игра. Значи, конј H5 веднаш на ова место и по конј D2 конјот носи на G3, HG3, конј D7, конј C4, дама E7. И црниот веќе има сосема рамноправна игра. За малите слабости на кралското крило во пешачката структура, компензација е силниот црнополен ловец, кој што одлично ја контролира долгата диагонала. Силното поле E5. Но, веројатно дека Фишер, кој што коло претходно загуби од данскиот велемајстор токму Бент Ларсен со бели фигури, на ова место не одигра. И сака одма да се реваншира, да победи во следниот круг, а и инаку со аргентинскиот велемајстор, неговиот резултат е 4 победи, 4 реми и пораз само во оваа партија што вечерва ќе видиме. Тој веднаш тргнува со Б пешакот. Значи, игра еден многу остар потек, но потек кој што не е најсолиден, најдобар на ова место. Веројатно дека тој се надевал дека можеби аргентинскиот велемајстор ќе влезе во ловец Б5, пошто Фишер би можел да удри на Е4, тоа е основната идеја, и по конј носи на Е4, дама А5 шах. Гледате, белиот се уште не рокирал. Дама Д2, дама Б5 и по конј Д6 црниот има пријатен избор. Може веднаш да го врати материјалот со дама Б2, па по дама Б2, ловец Б2, топ Б1, ловец С3 шах, крал Д1, конја 6 да постигне добра игра, или може би она што имал интенција Фишер да го направи во оваа партија, тоа е многу непријатниот потек дама А6. Значи, да остане со пешак помалку, но белиот би имал многу проблеми со евакуација на својот крал од центарот. Значи,
се чувствува дека динамиката на црниот е таква што има повеќе од компензација за пешак. Најдров од своја страна не се впушта во ловец B5, правилно, туку игра конј D2. Солиден потек е зацврстува точката E4, оневозможува конј H5 и сега сака реално да го земе пешакот на B5. Сега црниот не може да појде згодно напред со B4, затоа што по конј B5 веднаш би бил нападнат пешакот на D6. Тој пешак е многу важен за црниот. И по конј E8, конј C4, црниот веќе не би можел да го задржи тој пешак на D6. Од тука црниот на конј D2 мора да се ограничи на скромното A6, а Најдорф оди во мала рокада. Топ E8, дама на C2. Гледате, белиот рокираше и сега ги со дама C2 по Нимцович ја препокрива најважната своја точка E4 уште еднаш, значи засилена одбрана, и ги поврзува своите топови. Сега ова беше една критична ситуација, најважниот момент во партијата. Значи, познато е, гледате, почитувани гледачи, 40 години од оваа партија, но со црни фигури, кога структурата е несиметрична, кога е динамична, најчесто црниот не мора многу да греши за да загуби партија. Говорам кога се игра на највисоко ниво. Значи, со црни фигури затоа треба да се игра особено точно, особено прецизно. Ова беше еден критичен момент каде што Боби Фишер не ја почувствува опасност, или можеби овој тип на позиција сосема не му одговарал. Значи тој сметаше дека има време за развоен потек како што е дама Е7. Но позицијата бараше крајни решенија. Тој требаше во овој миг да појде напред, Б4. Тоа ќе го покажат долгите анализи од повеќе автори кои што ќе анализираат оваа партија. Од разни експерти, во разни времиња и од разни националности шахисти ќе анализираат оваа партија. По конја 4, црниот да земе на D5. Интенцијата на Најдорф при ваквиот развој на настаните била да одговори со потегот конј C4. Сега ловецот е бранет од дамата и по конј F4 да земе на F4. Г зема на F4 и сега конј од А на B6. Конјот од А4 на B6 да го нападне топот на А8. И навистина топот не може да се движи, да дојде на А7, затоа што белиот би земел на С8 и по дама С8 другиот коњ ќе земе на D6, ќе нападне и дамата и топот и ќе остане со материјална предност. Но затоа црниот може да дојде со ловецот на B7 и да го жртвува тој квалитет, тој топ на А8 и по евентуално топ од А на D1. Многу важно е за белиот да го земе тој пешак, ќе покрие со ловецот на D4. И по евентуално конј носи на А8, црниот има меѓу потек. Прво ќе земе на Е4. За по ловец D3 да земе на А8. И Гари Каспаров, например, смета дека оваа позиција е со обострани шанси, дека е неизвестна, дека е многу тешко да се оцени. Значи, црниот има два пешаци за квалитет, малку му се растурени пешаците на F линијата и на H6, но смета дека има потенцијално опасен центар, добар ловец, ловечка двојка воопшто и дека има рамноправни шанси во предстојната борба.
брзо ќе се вратиме назад. Тука постои уште една интересна варијанта. Значи, тоа е нашата позиција. По B4, конја 4, конј D5. Веројатно дека најдобро решение сепак е не конј C4, ами ловец F3. Гледате. И по конј F4 E5. На овој начин да се обиде белиот. Сега црниот е принуден да затвори со D5. Ловец носи на F4. G4. Дама C5 со напад на D5. Ловец E6. Дама зема на B4. Црниот се развива. Конј C6 со темпо. Дама F4. Конј E5. Ако ја продолжиме оваа варијанта што е малку, конјот да дојде на C5, дама B6. Сега конј E6, F6, црниот има многу активна поставеност на фигурите, белиот би требал да се задоволи со помалку, со конј од D на B3 и по топо да на C8, топо да на C1, да задржи нешто подобри шанси во претстојната борба. Че гледате, тој има пешак повеќе, црниот има одредена компензација за пешак, но би се рекло не полна компензација за пешак, така што белиот би имал нешто подобри шанси. Но сепак ова е позиција подобра од онаа што ќе ја постигне Фишер во партијата. Да се вратиме сега на партијата. Отидовме далеко, но брзо ќе ги поставиме фигурите како што беа. Тоа е, велам, критичната позиција, да ја погледнеме уште еднаш, во која што Фишер, не чувствувајќи ја опасноста, смета дека може да одигра ваков развоен потек, како што е дама на E7. Топо да на E1. Конј BD7. И сега Најдров, кога ги мобилизираше сите своји сили, почнува акција А4. Значи, каде што се истурените црни пешаци, веднаш напаѓа со А4. Принуден е црниот да појде Б4 и сега конјот стратешки се повлекува на полето Д1. Сега многу важно е во претстојната борба дека белиот го добива многу силното поле С4 за своите фигури, првенствено за своите коњи. Значи ќе има силно упориште конјот на С4. Сега на Е4 ако земе црниот веднаш, тогаш белиот ќе го подврже прво по Е линијата, ќе го принуди противникот да се ослаби со F5. И сега погрешно би било F3. F3 не зема фигура белиот, затоа што црниот има шах на D4. И белиот само би загубил така. Нели сега на крал H1 ќе се одврзе со конј G3 со темпо. Значи, тоа е лажен трак, но затоа белиот едноставно ќе земе на E4 со конј и по F4 ќе дојде со ловецот на E4. И по евентуално конј E5 со конј E3 ќе дојде стратегиски во многу подобра ситуација. Затоа што црниот крал е ослабен, белите полиња му се многу слаби, гледа сите бели фигури се одлично мобилизирани, што не би можело да се каже за црниот. Од таа причина, значи, велиме пешекот на Е4 е
неприкосновен. И по конј D1 Фишер продолжува со коње 5. А најдров се разбира коње 3. Јасно е дека борбата за полето C4 ќе ја добие белиот. Никој од големите шахисти не сака пасивно да се брани, него сака тоа ни Фишер и тој се обидува да пројави одредена активност тука, инаку заслужуваше внимание потегот топ B8 на ова место. Но Фишер сака да игра активно и тој доаѓа со коњот на G6. Коњ од E на C4, коњ F4. На таков начин ја покрива дијагоналата H2 B8 и го штити пешекот на D6. Но сега по ловец зема на F4, G зема на F4, најдров премногу добро разбира шах за да се уплаши и за да не одигра како што треба, а треба да одигра вака. E5 и тој така и игра. Значи веднаш поминува, оди напред и речиси ја руши црната позиција. Се разбира дека коњ D5 не е решение на проблемот заради ловец F3 и по евентуално ловец B7, коња 5 и црниот веднаш би загубил. D5 е изнуден потек и сега ловец F3. Сега гледате, белиот се заканува со D6 да ја нападне дамата, да го нападне и топот. И сега коментаторите сметаат дека подобро решение за Фишер беше да дојде со дамата на А7. А тој бира за него невообичаено пасивно решение на ова место, иако изборот му беше многу ограничен, сепак Е4 или дама А7 му даваше нешто подобри шанси отколку начинот на кој што тој одигра. Дама F8. Коњ на Е5. Ловец Б7. Сега другиот коњ доаѓа на полето С4. Значи не го брани пешекот на D5 затоа што со право смета дека не може да го земе црниот. Например, ако ловец D5, самиот најдров ќе покаже дека по ловец D5, коњ D5, тој со потегот коњ D7 ќе ја фати црната дама. Гледате, дамата нема каде. Би бил принуден Фишер на топ E1, но по коњ F8, топ F1 шах, крал F1, топ F8, белиот би одиграл коњ D6 и со дама против топ и ловец би ја реализирал многу големата предност. Сега, не можејќи да го земе пешакот на D5, Фишер доаѓа со топот на D8. Но сега и најдров со коњот доаѓа на C6. Гледате, како коњ дојде на C6. Ловец C6, D6 е позициона капитулација. На топ D7 дамата би дошла на F5. Затоа Фишер ќе се обиде со измени да си ја олесне ситуацијата. Топ зема на E1, топ зема на E1, топ E8. Но најдров нема потреба да го менува вториот топ, тој доаѓа со топот на D1. Сега топот на C8 да даде малку простори на дамата, која што видовте немаше ниту едно поле. Но со H3 најдров подвлекува дека црниот веќе нема добри потези. Тој се обидува со коњ E8. Коњот 6 ред на А5 со напад на ловецот. Ловецот не може згодно да отстапи заради коњ Б6, топ Б8. И сега дама F5 и дамата влегува
во игра. И сега во оваа тешка ситуација каде што црниот е јасно веќе загубен, виси пешекот на F4, сите фигури на белиот се одлично поставени, Д пешекот е многу силен. Соочен со тешка одбрана, Фишер прави превити, веднаш губи коин D6 и по коин D6 ја предава партијата, затоа што на дама D6 би загубил фигура. Коњот носи на B7 и на топ B7 дамата дава на C8 шах и го зема противничкиот топ. Тоа е единствената победа на големиот Мигуел Најдоров против уште поголемиот живата легенда на светскиот шах и еден од најголемите шампиони на сите времиња Боби Фишер. Една, но затоа каква? Судете сами, почитувани гледачи. Тоа би било се за денешниот коментар. Поздрав од мене и пријатен ден. Сите проекти што сум ги работил се реализирани. Се исклучок може да најдем сосем мал процент кои од некои недоразбирања не се реализирани. Инаку посебно ми е драг комплексот на хотелот Бисерка и Шведско-Манасирскиот комплекс Калишта, во кој се и поместени и црквите, новите цркви Света Богородица, Свети Петар и капелата во Манасирскиот конак, односно во монашкиот конак, Свети Теодор. Посебно хотелот Белград во центарот на Струга, на кој требаше со едно големо внимание заради масата со која располага објектот, да се таа маса вклопи во таа стара чаршија сршка, да не е таа да доминира на целиот простор. Така да со едно архитектонско решение кој го разби просторот на повеќе елементи, се доби една маса која не доминира на чаршијата, а ипак дава еден белег на таа стара наша градска архитектура во тоа милје на старата чаршија. Потоа конаците во конакот 1 кој се заврши оваа година, реконструкцијата во Свети Наум, тоа е монашки конак, во кој се води сметка да се фасадата потполно сочува и да се вклопи во целиот простор во манастирскиот комплекс на Свети Наум. Потоа нови цркви, доста, скуќата, црквата Света Богородица во Калишта, Свети Петар исто во Калишта, Свети Димитриј во Сруга, гробната црква жени мироносници на гробиштата во Струга која е почната да се гради, исто црквата во Охрид, во Весенија Лазарово, потоа црква Свети Архангел Михаил исто во Охрид, па црква за Македонска каменица, за Лозово, за Кавадарци, за Мелбурн, Австралија, за Америка, Акрон, таа црква како црквата во Калишта, црква за во Шведска, за Малме, која сега е во изградба, црква за во Швајцарија, црква за Загреб, Света Злата Мегленска, која сега е во разработка. Од истражувањата кои ги вршев, се констатира да целиот дрвен материјал е потполно дотреван и мораше да се замени. Меѓутоа, ако го заменевме поново на тој класичен начин со носиви дрвени елементи, пак можеме да дојдеме во ситуација да после 15, 20 или 30 години да интервенираме. Јас се одлучив на конструкцијата да биде челична, односно столбовите и носачите хоризонтални, а другото е све автентично,
како што било порано, со дрвени меѓукатни конструкции, бондручни системи на фасади, али фасадата гледав и целиот простор да се задржи во целина, така да пратењето со инструмент беше некаде околу 8 сантими, именно отстапување од постојниот објект, така да целиот објект, мојата работа беше да ја ставам објектот, да оставам под кров и да го напам екстериерот, а интериерот после натака продолжија вработените во заводот. Куќата на Христо Узунов исто така се реставрира фасадно, целосно, иста, со мали измени заради поставката која внатре требаше да има некоја функција измени внатре некој, меѓутоа во целина беше запазена истата. При изработката на проектот за Свети Иван Бигорски бевме обврзани на некој начин да тоа што сме го работеле, што сме го проучувале, да го објавиме за јавноста, така да во заедница со јас коавтор во книгата, со професорот академикот Крм Томовски, работевме на архитектурата на манастирскиот комплекс и црквата Света, не Света Богородица, него Јован Бигорски. Потоа, посебно ми е драго што заедно исто со академикот Томовски работевме монографијата и архитектор Никола Шентерски, монографијата за Богородица Пречиста во Кичево. Посебно тој објект некако беше заборавен од страна на заштитата и јас првата задача која дојдов во Републички завод беше дадена да извршам увид таму на споменикот. И тога се јави таа желба на обнова на манастирот, бидејќи беше во многу лоша состојба. Така да, после обновата, веќе и ја напишавме таа монографија за животот, односно за архитектурата на тој манастир. Бев председател на Сојузот на друштвото на конзерватори на Југославија, до распаѓањето на Југославија и се уште сум официјално. Инаку, бев исто председател на друштвото на конзерватори на Македонија, па член на Комисијата за културно и природно наследство на Сојузот извршен совет на бившата Југославија. Потоа сум бил и на многу други тие општествени задолженија. Меѓутоа посебно ми прави задоволство и се гордам со тоа, сум добитник на наградата 11 октомври за 1988 година, мислам, за особено остварување на полето на архитектурата и конзервацијата. То, мислам, највисоко признание македонско наградата 11 октомври. Македонската православна црква, односно Светиот архиерејски синод, ме одликува со орден Свети Климентов, орден од прв ред, за особени заслуги на полето на заштитата на заштитата на споменици на културата и конзервација и проектирање на нови црковни објекти од сакрална архитектура. Потоа, може да кажам посебно, па ми е задоволство исто така признанието од Министерството за култура на Поljska, каде сум одликуван со медал заслужен за културата на Поljska.